To je super cool rington. Знам, нели? О, да, ние сме следни. Конечно, стоиме во ред цела вечност. Моите колена се вкочарет и слушај. Сите се жртвувавме, знаеш. Но вреди, бидејќи после 2 дена и 3 ноќи чекање, ние сме меѓу првите во светот што ќе го купат овој прекрасен гаджет оваа година и така да знаете. Гловефон. Да, Гловефон. Што е Гловефон? Тоа е последниот хит во техниката. Дел ракавица, дел телефон, Гловефон. Уверен сум дека за неколку години целата облека ќе биде компјутер. На вистина, компјутерска облека? Одлично. Тие ќе изгледаат совршено со моите обетки калкулатор. Извинете сите, ова е само за Гловефон. Веќе ги потрошивме сите Гловефони. Ќе мора да се вратите друг пат. Што? Чекај. Не, чекај, ние чекаме овде цели денови. Така треба. Еј, не размислувај за ова како неуспех да го купиш Гловефон. Мисли на ова како успех да стоиш во ред многу долго време. Ама ние бевме следни. Гледај, сам си направив Гловефон. Гледаш, може да ги ставиш сликите вака, а потоа можеш да ги објавиш на социјалните медиуми. Ако социјалните медиуми се фрижидер. Може да добиете дланка со тројни мегапиксели прикажани на тоа нешто. Не знам што значи тоа. Бидејќи вистинскиот Гловефон може! Ако е расипан, вие Сите плаќате. смирете се. Тешко е, знам, но мора да го надминеме ова. Како можам да останам на врвот на технологија, ако не поседувам најсовремена технологија? Не знам, сакав да бидам силен за сите нас. Дали некој рече Гловефон? Да, веројатно, пред една минута нешто така рече, нели да? Зошто? Можам да се заколнам дека слушнав Гловефон или можеби само гледав во мојата дланка. Што? Како го доби, кажи? Моите родители платија некому да стои во ред. Дали знаевте дека некои смотани си чека и по 3 дена за еден од овие? Вау. Какви будали. Нели, момци, така? Знам, нели? Еден од вас ми прати порака. Рачно контролирани сензори за движење. Супер интуитивен. Тоа е како она што мојата рака природно сака да го прави. И ако сакам истовремено апликација, само го правам ова. Ама ајде, јас те поседувам. Облачно е. Дај да пробам, да видам дали сензорите за палецот се пријатни како што Ако велат. мислиш дека ќе те дозволам да го користиш мојот Гловефон, ќе те замолам да зборуваш со ракава. Зборувај со ракава. Тоа е слоганот за Гловефон. Го има во сите реклами. Зборувај со ракава. О, тоа е толку добар слоган. Бесот е толку неуреден. Ајде, Джинджер, ние сме ти пријатели. Дозволени да го пробаме Гловефонот. Па не знам. Јас некако дојдов овде само за да се фалам. О, ма ајде, сигурно има некој начин да се договориме, а? Кажи. Добро, еве ја сделката. Ќе го снимиме овој супер сладко кунг-фу видео за тебе, а како замена ти ќе ни дозволиш на нас да го користиме твојот Гловефон. Договорено? Ќе размислам за тоа. Добро, вака изгледа како јас да правам кул пресврти. А да ме запалиш, а? Мислам дека со оглед на времето би можел да се обидам. Може да пробаш? Предпоставувам дека ќе пробам да најдам време да ти го поземам Гловефонот. Чекај, Джинджер, никој не рече да се обидеш. Никој не рече да се обидеш. Бен, ке додадеш ти огин и ние што ако можам да ја подобрам сделката? Мојата тајна колекција на тебе предмети, но тоа е тајна. Ајде, Хенк, помогни ни. Добро, ако е важно, но бидете внимателни, таму има на вистина некои вредни работи. Како таа салфетка која е во иста боја како она што ја користеа на англиска забава во замок. Какво шоу? Прилично импресивно, предпоставувам. Доволно импресивно да да го видиме твојот Гловефон, а? Ај, без допирање. Застани баш таму. Што ако
Добро, ти сакаш да им се јава на моите контакти во музичката индустрија за Ginger да добие седиште во првиот ред на фестивалот за тинеџерска музика? Толку ли е тешко да поверуваш дека го правам тоа зашто имам добро срце? Го сакам, ало, го сакам, дај ми го! Добивам повик на мојот глофон, ќе се јавам во салата. Ако ме извините... Ова е Ginger, зборувай со раката. Кого видели тоа? Дали го правиш ова само за да можеш да го користиш глобефонот на Ginger? Тоа е глупости, што зборуваш? Да, тоа да. Гледај, сваќам, но не можете само да му направите милион услуги на Ginger за да го искористите. Не правиме милион услуги за Ginger, ние правиме само една комплицирана работа. Мислам, каде завршува ова? Размисли, ако јас те го дадам тебе овој билет, ќе ме должиш мене услуга. О, да, така е. Не гледаш пакеш во црна дупка на услуги. Бескрајна црна дупка на услуги? Црна дупка, зарем тоа не е едно од оние опасни научни работи? Ангела е во право. Глобефонот не вреди. Па може би не. Но знаете што друго реков дека не вреди? Наоѓање на првите коски од диносаурус, искачување до врвот на месечината, пловидба кон Монт Еверест. Мислам дека сите рекоа дека тие луѓе се луди, велеа дека треба само да седат дома и да ги местат перниците, но тие им покажа. И ние ќе им покажеме, бидејќи го имаме тој глофон. Добро, ова не излезе баш добро, но на крајот на краиштата сепак се правиме за Ginger да ни го даде тој глофон. И ако нема да ни го даде, ќе мора да му го земеме. Компир еден овде, див бандит. Јави се Компир еден. Да, те гледам, Том. Мислиш, те гледам, див бандит. Прием. Да, како и да е. Се уште сум против влегување во куќата на Ginger и крадење глобефон. Прием. Прием. И не е крадење. Само ќе го земеме без да прашаме. Мислам, тој ни должи на нас. Прием. Не знам, изгледа погрешно. Времето да се размислува за правилно и погрешно заврши. Кога ја ставив оваа супер кул црна капа, сега кога капата е на глава, ќе го направиме тоа. Добро, супер, почнуваме. Прием. Прием. Значи, дали сме на позиција? Примено, црна капа, има поглед на областа. Дали има нешто што треба да знам? Прием. Па, има верверичка на дрвото лево од мене и еве две цветиња во земјата под мене. Нема никакви камења во близина. Повторувам, нема камења во близина. Чекај, видов еден. Влезете внатре и би требало да се најдете во голем ход. Одете на лево, лево, десно, напред. Да, токму така. Зад онаа врата пред вас е собата во која мислиме дека има најголеми шанси да е оставен глобефон. Уоу. Го гледаш? Не, во празна соба сум. Но има актовка на средината на собата. Тоа не ми звучи добро. Моите истражувања не индицираат никаква актовка за полнење на глобефон. Тоа е само слика од Ginger со исплазен јазик. Како да се посмева нешто или така. Стапица е! Ти бандит, излегувај од таму! Многу добро. Ginger. Го помина тестот. Тест? Тест за пријателство, Том. Новиот тест за да видам дали би дозволил твојата љубомора во врска со фактот дека имам глофон да те обземе. И така е! Или треба да кажам, падна на тестот. Вау! Можеш ли да плеснеш и додека глофонот ти е на рака? Бидејќи прочитав дека нема да може да го правиме тоа додека не произведат некој нов глофон. Не можеш. О, не. Кој искрши? Човеку, батлерот на мојот батлер чекаше ред за ова со денови. Па после сето тоа, никој нема глобефон! Тоа е лудо! Ова е ноќен сокол прием. Мислам дека лекцијата што треба да ја научиме од ова е дека интересно е да се имаат предмети, но најважно е да имаш пријатели пред се. Хенк, што? Повторувам. Пријателите... Не те слушам, кажи повтори, не те слушам, ајде кажи. Нашето пријателство... Изгледа дека нечија технологија не се однесува добро денес. Што? Повика полиција? Им се јавив и ги им кажав да не доаѓат, ама немам главфон. Некој го скрши. И нашите искуства... Никој не
го слуша компир еден. Полиция! Ръцете горе! Може да се живее без кисели краставички. Прием.